Што мислите? Дали духовноста и религијата се едно? Ќе говориме за кој орган од телото служи како најголемиот контакт помеѓу нас и она која што е над нас. Медитација, молитва и одредени типови на литература секогаш постоеле како ментална хигиена во човековата пракса. Но дали уметниците, музичарите и текстописците во Македонија го практикуваат сето ова и каква литература чита токму жената која што пее за фреквенцијата на љубовта? Се прашуваме. Дали за човек да доживее будење или одредено духовно пробудување, токму страданието е клучно. Жена, автор и фронтмен на еден од најзначајните македонски бендови, човекољубец, вегетаријанец и заштитник на животните. Носи име на цвет кој што мора да те повреди за да ја разбереш комплексноста на неговата убавина. Ружица Ареа. Luda do maksimum. Ako dojde me, mnogo smeta, ke ne sobere. Baby, ako je tesno, kad se stisne, kad se kušnjene, nema problem. Znaj ke dojde me, no saka me, celi da se vrati me. Prekude, heo, cela noć, heo, ludzie čan, jazz, jazz, zabava do beze. Prekude, heo, cela noć, heo, ludzie čan, jazz, jazz, zabava do beze. Invazija od raja, koli pijenje na toni gore, nebo dole pomazen i glasen ritam zarazen. Razgoleni oblini, prozirni tanga bikini, noze ko grisini, vodom minđo s kratkom mini. Mnogo gužva moraš me, da se rastomoti me. Nema gajle, apsolutno me podržavame. Mogu slobodno, kako doma nije se čustruva me. Takvi me sakame. Prekude, heo, cela noć, heo, ludzie čan, jazz, jazz, zabava do beze. Prekude, heo, cela noć, heo, ludzie čan, jazz, jazz, zabava do beze. Ќе ме сакаш ли? Ќе ме сакаш ли? Ќе ме сакаш ли? После милион години ќе ме сакаш ли? Би ме сакал ли ти? Ќе ме сакаш ли? Ако има подобри. Кажи ќе ме сакаш ли? 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 Нема време да се лажеме. Ќе ме сакаш ли? Ќе ме сакаш ли? После милион години ќе ме сакаш ли? Би ме сакал ли ти? Ќе ме сакаш ли?
Da li možem jaz povtorno da te sakam iskreno, da mi fališ, a do mene tuka si. Da li možeš i ti da me razbereš, da me prihvatiš tažen i nervozen? Da li možeš da znaješ jaz kakov sum bez borovi? Da li može me da sme vistinski? Здраво, ти благодарам што си тука со мене денеска, Ружица. Јас пред се како твој фан, многу ми е драго што имам прилика и да те интервјуирам. Фала ти што си овде. Здраво, Мија. Ти благодарам што ме покани и мило ми е што сум твоја гостинка. Благодарам. Како човек што те следи, нели, со години, секако имам некаков впечаток дека содржината што ја постирате на социјални мрежи е многу често поврзана со духовност, па сакам да ве прашам дали сте и таква во секојдневието, дали сте духовен човек, дали тоа влијае на начинот на кој што ја пишувате вашата музика, може? Па да, можам да кажам дека од секогаш ме интересирала таа духовна страна на човекот, дека човекот не е само материја, нели материјално битие, туку има нешто внатре во таа материја, дека во суштина материјата е само лушпа, а моторот, она што го носиме, значи што не движи, така во што е животот е нашата душа, така што од секогаш мене ме интересирали
такви песни сум слушала уште од најрана возраст и сум читала доста таква литература и сум сакала и да пишувам такви песни. Да. А во суштина и самата музика е, не би рекла дека е земска. Мислам дека има една духовна димензија и музиката како музика, нели? И кога ја слушаме, кога ја создаваме, кога ја интерпретираме, ми се чини дека влегуваме во некоја друга димензија. А тоа е оној контакт со нашиот духовен свет. Така, јас мислам дека токму увото е тоа што како орган е она што најмногу не поврзува со тоа што е над нас, духовното. Некако секогаш така сум го интерпретирала со музика, можеби и со уметност, и со филмови и така натака, но со музика имаме една друга димензија, баш вие пеете за тоа, за фреквенцијата. Да, увото на надворешната уво, ама и она внатрешно душевно уво. И тоа на некој друг начин ја доживувам музика. Да. Кога сме веќе кај вашата музика и вашите текстови, би сакала да ве прашам кој текст во животот што сте го напишале најдлабоко ве поврзува со некоја случка што до ден денеска ви буди огромни емоции, може би да ни раскажете малку околу таа случка и тој текст? Претежно тоа се текстови, да речеме, можеби предизвикани, иницирани од некои надворешни случаи, меѓутоа сепак се тие некои внатрешни доживувања што не морало да се изманифестираат нели во надворешниот живот и на тој начин човек кој што пишува текстови добива инспирација да напише некаков текст. Често пати сум била инспирирана и од приказни кои ми ги раскажувале мои пријатели, така што немам некоја посебна песна, да кажам дека толку длабоко сум ја доживеала и ја доживувам. Сум се трудила секогаш да извадам песни од длабочината на мојата душа. Но еве, покрај сите мои слики кои што сите ја знаат, би ја извадила Фреквенција на љубовта. Таа песна која што е едноставно и мене кога ја пеам ме ресетира кога сум лошо расположена, кога има некои темни облаци. Да, позитивна песна, да. Сите ја сакаме. Песна за сите генерации. Да, и доста добро проаѓа кога ја изведуваме во живо. Тоа е хит, затоа сте и овде со нас во Хитмейкер, така што многу ми е драго за оваа конверзација која што ја имаме и пред се би сакала да ве прашам што е она што вие го одржувате во себе, како некој тип на ментална хигиена или духовна хигиена, можеби тоа е токму она што ве води да креирате музика, што правите за да го одржите тоа во себе? Што правам? Па, еве, секој ден, значи, одвојувам време да бидам сама со себе. Дали медитирам, дали се молам, али сепак одвојувам можеби краток дел од денот за да бидам во контакт со моето внатрешно. Така што се трудам да ги доживувам надворешните работи малку во себе, да ги расчистам некои работи, да ги расчистам некои мои негативни страни. Тоа е тоа, се трудам да бидам подобра јас. Секако, прекрасно. Би сакала исто така да ве прашам какви книги, каква литература сакате да читате? Па зависи, во различен период од животот сум читала многу различни книги, така што... Може би некоја книга која што ви го променила животот на некој начин? Која е таа, доколку може да се сетите секако? На кој начин ве променила? Да, еве да кажам, во тинеџерските денови, книга која што ми остави длабок впечаток беше На запад ништо ново од Ерих Марија Ремарк, која пишува за војната книга. Мислам дека за Првата светска војна се однесува и тие описи кои што беа и страдање на војниците ми оставија длабок впечаток и едноставно прв пат почнав да се запрашувам па зошто воопшто луѓето се убиваат, зошто постојат војни, зошто човештвото го дозволува тоа. И ми се чини дека и до ден денеска ми стојат неодговорени многу прашања. Нели сега е актуелно доста војни има ни светот, така што се уште си ги поставувам тие прашања. Така, дали сметате дека страдањето е клучно за човечкото будење, дека не би можело едното без другото? Можеби страдање во друг смисол, не со убивање, не со малтретирање.
туку едноставно откажување од својата лоша страна, негативна страна е поврзана секогаш со страдање. Значи секогаш кога сакаш да промениш нешто кај себе, нешто што ти е вкоренето како навика, значи тоа е тешко, нели? Тоа е поврзано со страдање. Во тој смисол страдањето во правец на продуховување е корисно. Иначе ја не би рекла дека убивањето и малтретирањето животни. Јас сум исто така вегетаријанец. Да. Не знам тоа. Сум против малтретирање и убивање животни. Апсолутно, јас верувам дека луѓето што не ги сакаат животните, не ги сакаат ни луѓето, а ни самите себе. Па има нешто во истините во тоа. Да. Ви благодарам, Ружица, за овој прекрасен разговор за мене. И ќе го паметам да секогаш. Ти благодарам. Ти благодарам. Možda slušam smešno, možda gledam grešno. Čovjek ne je to, a ono što me pravi. Odnatre pevam, od med odgrebam. Moje dušo, ono što se broji. O da, Ова место е сон. Само спијачот го смета за вистина. Дечки, ви благодариме што бевте дел од првото искуство, од првата епизода на Hitmaker. Секако нашата Марија Каева. Веканиме на DJ After Party во малиот дел. Ви благодарам на себе, благодарам на уметноста. Се гледаме во малиот дел. Добро вечер, убави луѓе. Јас сакам да ве прашам како си поминавте денеска на првата епизода на Hitmaker. Феноменално. Ја поздравам оваа иницијатива, бидејќи вака ќе се зачуваат едни вредности за авторите, за композиторството, сите оние што се креативни артисти кои што во текот на минатото допринесоа многу за македонската музичка сцена. И Принц како еден идеолог и визионер и секогаш помагач на македонската музика. И овој пат направи нешто интересно и поавангардно. Иако е во комерцијални рамки, он секогаш умее да најде онаа нишка каде што провеува и рок-н-рол музиката, и модерната музика, и се она што е тренд во светот, и се надевам дека ова ќе инспирира и други артисти повеќе да творат и визуелно да се ангажираат околу изгледот на својата костимографија, сценографија, спотови, бидејќи тој самиот знае како треба да ги направи тие работи да делуваат авангардно и модерно. Ти си феноменален водител. Браво. Ти благодариме на суштинскиот одговор. Мија, како си помина на премиерата на Hitmaker? Многу убава. Ја запознав Тањата, што ми е омилена пеачка и пола саат изборев за... Колку не ми се верува дека е тука. Пробав да расширам некоја интересна порака и пробав да бидам себе си. Не знам да сум снимана, ама еве сум. А кој е твојот омилен македонски хит? Те наместив. Чекај. Македонски омилен хит. Нормално дека ми е од Мизар почесна стрелба. Сум радосна што има нешто вакво, што се спрема. Драго ми е, а кој е твојот омилен македонски хит, дали може веќе те текне во моментов? Мислам дека од забавна музика колекционер од Ерзана. Леле, Ерзана, Да. Ерзана. Ерзана се уште живее во нашите срца, луѓе. Прекрасно, поготово дека ти беше дел од проектов, уште попрекрасно. О, сонцето. А кој е твојот омилен македонски хит? Evergreen од Владо Јанески. Гледаш, одма се знае, чекај, имам уште една... Видете какви се како Јин и Јанг.
прекрасно. Како си помина ти на премиерата на Hitmaker? Препозитивно, со премногу полно срце излегуваме тука. Ги прашам најмладите на овој настан, како си помина денеска на премиерата на Hitmaker? Убаво. Убаво? Ти како си помина, Сонце? Што ви беше најубаво денеска? Све. Све? Тебе? Success, дали ке понесе ум и сес, наспроти полуден Success, дали ке понесе ум и сес, наспроти полуден Наспроти полуден свет, non-stop stres, наспроти полуден Crven obraz i so zlato na vrat. A ja sam kutra žrtva, znaj da ženi cel den. Megalatin izgrad se pala, to da su medin sve. Той ti nudi raka, zdam na čelo so krst. A ti od cela raka zema samo sredan prst. Koji ti je glup, ej baby, ti što si kriva, što se muvaš, ti so ti koji nego biva. Što bi rekla baby, za jedna kraka blic afera. Večer vaka mene, vodesna žeška garsonjera. Što bi rekla baby, za jedna kraka blic afera. Večer vaka mene, vodesna žeška garsonjera. Ej, tvoj očetač liči znaj na konj od grom. To ima telo ogromno, usurate ko konj. Bebe, to znam, to je mesec dena bi mi go dal. Bar jedna moja finta, on so tebe da bi probal. Той ti nudi raka, zdam na čelo so krst. A ti od cela raka zema samo sredan prst. Koji ti je glup, ej baby, ti što si kriva, što se muvaš, ti so ti koji nego biva. Što bi rekla baby, za jedna kraka blic afera. Večer vaka mene, vodesna žeška garsonjera. Što bi rekla baby,
те остави предолго жив. Се ми стил и биди очаен со стиво последен. Не си сам покрај тебе и други газам. Немам жал и гледам траки, некој те допирал. Изумрен вид, веќе си посео длабоко доле под земја си. Изумрен вид, веќе си посео намени пак за милион години. Изумрен вид, веќе си посео длабоко доле под земја си. Изумрен вид, веќе си посео намени пак за милион години. Чувам стихови туги со клуч за тебе слушам. Стари балади раштимани имам. Душмани стари ги носам на врат, викам. Паѓам во бездна, занижувам. Остани и душа и тело отвори ми. Остани, нашите сништа оствари ги. Остани, ушни до зори допрени. Се ликови небитни. Лутав, сакав да
близко до твоите образи. Тонам, без тебе умирам сам на дното. Носи ме високо, највисоко. What about us? You'll always have Paris. I would never leave you. You never will. Остани и душа и тело отвори ми. Остани нашите сништа оствари ги. Усни до зори допрени, јас и ти. Все друго се ликови небитни. Епа, толку за денес. Се надам дека уживавте во македонските хитови. А до тогаш не заборавајте да гласате за вашата топ листа на Инстаграм и Фейсбук профилот Hitmaker_Mag. А сега, време е за спиење. Ова место е како сон, само спијачот го смета за вистина. Лека ноќ!